ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница повторно. Јас сум професорката Емилија од гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје и мојата цел, како и на сите други професори и наставници, е да ви помогнеме во полесно поимање на новите наставни содржини со оглед на новиот начин на учење. Денешната наставна единица е поврзана со појавата на митот како примерна приказна за објаснување на непознатото, а потоа ќе се надоврземе и на подоснежната појава на фолклорот, нешто кое што представува обележје на одредена заедница. Секоја човечка заедница има знаење и искуства кои порано на самиот почеток од своето постоење ги пренесувала преку устен пат, народски кажано, со предавање од колено на колено. За да опстанат луѓето од заедниците, биле принудени да водат грижа за промените во природата, бидејќи од неа зависеле нивните земјоделски дејности со кои го обезбедувале животот. На тој начин дошло и до појава на еден вид литература која се поврзува со првите приказни кои ги создавал човекот. Тој своите знаења и искуства првенствено на самиот почеток од своето постоење ги пренесувал преку устен пат со предавање од колено на колено. Обстојувањето на човекот е поврзано со природата и промените затоа што преку земјоделските дејности тој ги обезбедувал своите основни потреби. Со заедничкиот живот човекот морал да ги уреди меѓусебните односи, па така создавал одредени обреди кои се изведувале во исто време од исти луѓе и во заедничка релација. Во зависност од нивната намена, обредите биле календарски или семејни. Календарските обреди биле поврзани со материјалниот опстанок на човекот и се правеле за да осигураат подобра берба, подобар плод и побогат живот. Семејните обреди се поврзани со основните моменти на човековото живење, раѓањето, бракот, смртта. И двата типа обреди биле меѓусебно поврзани бидејќи човековиот живот бил условен од периодите на земјоделските дејствија. Обредното време на човекот се поврзува и со создавањето на приказните, преку кои човекот си ги појаснувал појавите околу него. Овие приказни се нарекувале митови. Митот представува света религиска приказна, преку која се појаснува прапочетокот на светот. Со други зборови, митот раскажува како, благодарение на дејствувањето на надприродните суштества, почнала да постои една реалност, било да се работи за севкупната реалност, за космосот, или само за еден фрагмент, остров, вид растение, човечко дејствување, институција. Значи, секогаш станува збор за создавање. Се зборува за тоа како е нешто создадено, како почнало да постои. Митот зборува за она што навистина се случило и за тоа како тоа се случило во целост, за она што е реализирано во почетокот. Личностите во митовите се надприродни суштества. Тие се особено познати според делата што ги сториле во прекрасното време на почетокот. Значи, митовите ја откриваат нивната творечка активност и ја разоткриваат светоста на нивните дела. Митот настанал како одговор на прашањето како, кога, зошто. Човекот во тие мугри од развојот на својата свест се наоѓал безпомошен и исплашен пред хаосот на природата, која го обкружувала со безброј тајни неодгатливи за него. Како резултат на своите напори да го космизира хаосот, низ митовите човекот одговорил како настанало нешто. Митот зборува за настанување на сите нешта значајни за тогашниот човек. Според тоа, за кои од овие појави зборуваат, митовите можат да се поделат на повеќе групи. Како, например, митови за настанокот на живиот свет во природата. Овие митови зборуваат дека луѓето од едно племе настанале од еден вид животно. Овој облик на верување дека едно племе води потекло од еден животински свет, односно еден животински вид, се нарекува тотемизам. Тотемот е свето нешто,
тој се доживува како предок на групата, како нејзин заштитник и како основач на нејзините традиции. Потоа следат митовите за настанокот на небесните тела, за сонцето, месечината, звездите. Врз основа на тоа за кои небесни тела зборуваат, овие митови се делат на соларни, кои што се создадени за настанувањето на сонцето, лунарни за настанувањето на месечината и астрални за настанувањето на звездите. Митови за настанокот на космосот, каде се верува во светот создаден од еден бог. Со нив најчесто се поврзани и антропогониските митови за настанувањето на човекот и теогониските митови за настанувањето на боговите. Космогониските митови се јавуваат во поразвиените средини. Човекот треба да дојде до извесен степен на својот умствен развиток за да го постави прашањето за настанувањето за светот. Потоа постојат митови за настанокот на ритуалите, митови за крајот на светот и дел други митови. Митот е составен дел од културата на секоја цивилизација. Тој нема одредено историско време, бидејќи неговото време е измислено. Во прво време митовите имале свет карактер и не се раскажувале бидејќи се верувало дека на тој начин се враќа неговата енергија. Кога митот престанал да биде света приказна и почнал да се раскажува, тогаш станал основа за создавање на литературата. Митот има раскажувачка структура и на литературата и служи како инспирација за мотиви, но самата приказна не се смета за литературна форма. Науката која се занимава со систематско истражување, излагање, споредување и објаснување на митовите се нарекува митологија. Таа придонесува за подобро запознавање на културите на луѓето. Секоја цивилизација има своја митологија. Познати митологии во светот се египетската, грчката митологија, римската, словенската митологија и така натаму. Митот во литературата овозможил создавање на врвни литературни дела. Така, например, митот за Златното јаболко е иницијалност за создавање на големиот еп Илијада од Хомер. Митот е основа за создавање на литературата која најпрви настанала како мит кој ги појаснува првобитниот свет и појавите во него. Митовите потоа се развиле во бајки, кои се составен дел од фолклорот на секој народ. Тие се пренесувале од колено на колено и опстојувале и во создавањето на литературните творби. Митската инспирација за секој автор представува нов начин на представување на човековиот свет, некогаш и денес. Низ годините на еволуција, митската приказна прераснува во фолклорен белег на секоја народна заедница. Под самиот поим фолклор се подразбира устното творештво на еден народ, кое исто како и митот се пренесувало од колено на колено, се додека во еден одреден момент некој собирач не го запишал. Фолклорот се создавал во тек на повеќе милениуми, затоа што писменоста и уметничката литература биле привилегија на кралевите, фараоните, свештениците и аристократијата. Како белези на фолклорната, народна литература се јавуваат устниот начин на создавање, со оглед на незината појава уште пред писмената традиција. Анонимноста како втор важен белег, бидејќи творецот на песната или приказната не бил познат, можеби авторот не сакал да биде непознат, но сепак не било запишувано кој бил создавачот. Колективноста и веројатноста се надоврзуваат како следен белег, со оглед на натамошното кажување од страна на слушателите, приказната добивала одредени измени и нови варијанти, песните кои не биле доволно квалитетни со тек на време исчезнувале, а оние репрезентативните добивале повеќе варијанти. Негувањето на традицијата во колективното создавање е уште еден карактеристичен белег. Честопати се случува некоја нова творба да се јави со нови изразни средства. Народниот фолклор, односно народната литература, има огромно значење за секој народ. Тој им помогнал на народите во зачувување на својот јазик, име и идентитет. На денешниот час
научивте нешто повеќе за митот и фолклорот, како извори за создавање на литературата. Наставната содржина можете да ја прочитате и во вашите учебници по македонски јазик и литература. Како за крај на денешниот час имате задача да прочитате неколку мита по сопствен избор. Можете да ги најдете и на интернет, но воедно прочитајте и неколку народни песни, умотворби и приказни, за да ви биде полесно да ја воочите разликата која се јавува при созревањето од митот кон фолклорот, односно народната литература. Ученици, довидување до следниот час на Училница. Чувајте се и останете во добро здравје.